Кривичната пријава од Министерството за внатрешни работи за екс-министерката Бисера Костадиновска-Стојчевска за случајот универзална сала пристигна во обвинителство. Оттаму за Алфа ја потврдија информацијата, но во моментов не може да дадат повеќе информации. Отворена е постапка против поранешната министерка за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска, но во интерес на истрагата во моментов не може да дадеме повеќе информации во врска со случајот. Костадиновска-Стојчевска се товари дека спротивно на законот продолжила да работи според договор кој претходно бил потпишан помеѓу град Скопје и фирма изведувач, иако тој истекол на 4 август минатата година. Наместо да спроведе нов тендер, Стојчевска, врз основа на неважечки договор, исплатила околу 440.000 евра кон компанијата, со што е сторено кривично дело злоупотреба на службена положба. За екс-министерката обвинувањата се тенденциозни и најави дека е подготвена да ја докаже својата невиност на суд. Слободно можат од обвинителство да ги земат сите документи и се да проверат. Знам дека ова е тенденциозно против мене и немам никаков проблем. Ке се видиме на суд. Ова не е единствен случај во кој името на поранешната министерка за култура се поврзува со злоупотреба на службена положба и овластување. Владечката ВМРО ДПМН ја обвини дека со службена картичка од министерството купувала скапи авионски карти, гардероба, мечиња, торби, но изнајмувала и луксузни апартмани во европски метрополи и се луксузирала на државна сметка. Костадиновска-Стојчевска на јавноста е стана позната во 2021 година кога, како пратеничка, во екот на коронавирусот и задолжителен карантин за сите граѓани, таа, иако беше позитивна на вирусот, се појави во собранието облечена во скафандер за да гласа. Една година подоцна беше назначена за министер за култура. Додека беше министерка, во повеќе наврати ги дигна синдикатите на протести. Најавуваше, па се предумислуваше за голем број на одлуки, меѓу кои и измените на колективниот договор. Додека институциите тераа самоволија и правеа штета. Еден од примерите за ова се музеиците на археолошкиот локалитет Хераклија, кои беа оштетени поради нестручно и несовесно постапување. Бисера Костадиновска-Стојчевска, инаку професор и лектор по англиски јазик, Министерството за култура го презеде на 16 јануари 2023 година и со него управуваше до 24 јули 2024 година, додека во моментов е дел од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз во Македонското собрание.